Почитувани, добре дојдовте во Проверитас, платформа предвидена за борба против лажните вести. Јас сум Александар Бичиклиски, повеќе од 35 години сум присутен во македонскиот медиумски простор. Често пати во мојата кариера се има случајно да пренесам лажна вест, за која што нити сум знаел, нити сум имал намера кога сум ја пренесувал. Денеска, за жал, живееме во време кога лажните вести се повеќе и повеќе се застапени во македонскиот медиумски простор. Истите тие пренесуваат многу неубави состојби во македонската држава, многу ситуации кои што не се онакво релевантни пренесени како што треба да бидат пренесени. Ова се случува подолг период наназад и тоа беше идејата на редакцијата на Проверитас да ја направи оваа платформа. Затоа сите вас се повикуваме да ни се придружите во борбата против лажните вести. Во првото издание на оваа наша емисија можам да кажам дека имаме многу интересен гостин, човек кој што е повеќе од 30 години присутен во македонскиот медиумски простор, еден од бардовите во македонското новинарство, човек со интегритет и човек кој што практично на неколку пати во својата новинарска кариера исто така бил жртва на лажни вести. Со особена чест сакам да го поздравам мојот денешен гостин, уредник во Алфа телевизија, господинот Коле Чашулев. Добро дојдовте во ова издание на Проверитас. Председави се за благодарам што прва емисија кога се прави секогаш е тешко. Што ни излеговте во пресред. Идејата ни беше да имаме вакво гостин во ова прво издание на оваа емисија и се надам дека ќе го задржиме вниманието на луѓето кои што не следат. Добро ве најдов. Еве одма на почетокот ќе ти кажам, прв пат се случува да сме јас да седам од оваа страна на микрофонот. Вообичаено јас сум тој што е водителот и тој што зборува. Еве, после долго време да седнам јас да бидам гостин, се надевам дека ќе успееме нешто да направиме, затоа што навистина ова што се случува во последно време надминува секоја граница. Одамна се не беше појавено од другата страна на микрофонот. Кога говориме за ова промена во моментов, јас во улога на некој што поставува прашања, ти што одговараш, морам да признам дека во времето кога доаѓаше на пресконференциите, кога бев портпарол, знаеше добро да не испотиш и мене и Оливер Шамбевски со прашањата кои што беа поставувани. Но секогаш беа вистинити и точни. Па така, јас сум од оној, како да кажам, стариот ков на новинари. Така. Значи, се уште се држам до некои принципи што денеска можам да кажам не постојат во новинарството. Затоа не се виновни новинарите, него едноставно така се разви општеството, интернетот, социјалните мрежи, толку работи се веќе изместени да слободно у денешно време на пресконференции може, кој што го имавме случајот кога видовме кога сами глумеа дека си поставуваат прашања, кога си поставуваат. Така што јас сум таков што ако сакам да го поставам прашањето, одам таму и директно го поставувам. Да. Дали постои сега некоја поделба во последниве 10 на 15 години каде што можеме да поделиме кој што е во македонскиот медиумски простор? Значи, технологијата оди напред, дигитализацијата оди напред, сето она што се случува во медиумите во Република Македонија, барем за мене, станува чудно, бидејќи го нема оној пред се кодекс на однесување, не знаеме кој е новинар, не знаеме дали е инфлуенсер, не знаеме дали е дигитален креатор, како се пишуваат, и сите тие креираат јавно мислење. Која е разликата од пред 15 на години и сега? Како, еве, конкретно ти како уредник во Алфа се справуваш со лажни вести кои што доаѓаат? Говорам, пуштена вест од профил некој на Facebook или како и да е, па после таа вест лажна ја презема одреден портал, па одреден портал, потоа одреден медиум ја презема телевизија, радио и сето тоа веќе станува. Види, разликата е голема. Не ни може да се прави споредба на нешто што било, па не е ни 15 години, може да е веќе подолго со тоа што е денес. Тука знаеме, развојот на интернетот и социјалните. Овие 15 години говорам, мене нема, тие 15 години да зборам социјалните медиуми. Јас го памтам се уште времето кога покана за пресконференција беше факс. Значи ливче на кое требаше да во денешно време буквално не треба ни да одите. Сега кој е најголемиот предизвик? Најголемиот предизвик, убаво ти кажа, значи секој денеска мисли дека е новинар. И тоа не е само во Македонија. Тоа е тренд сегде во светот. Што е разликата меѓу, каде ја гледам разликата помеѓу традиционалните медиуми, да ги речеме, од традиционалните што остана? Останаа само уште телевизиите. Весниците веќе така заминуваат во историјата. Па и радиото до некаде. Радиото до некаде, меѓутоа барем ја колку што видов последните анкети во Македонија покажува дека негде се уште 70%, кај нас зборам во Македонија, се уште информациите ги влечат од телевизиите. Од телевизиите. Меѓутоа не може тука да се занимари влијанието што го имаат социјалните медиуми.
Сега тука мораме да поделиме кога збориме социјални медиуми, интернет на портали и на Facebook, Instagram, TikTok профили и, не знам, на луѓето. и профили. И двете работи не се регулирани. За разлика од нас. Ти ме праша мене како ние се справуваме. Ние сме под строга регулатива како телевизија. На телевизија не можеш што сакаш да кажеш. Значи сепак има некои филтри, некој одреден сет на правила кои мора да се почитуваат. Да, и кај нас се случува да стигне да видиш некој објавил на својот Facebook профил, некој портал објавил, но сепак еве како уредник на вести, таа вест морам 7 пати да си ја проверам пред да ја објавам. И тоа не е лесно. Ќе ти дам пример еден конкретно се случи, не знам дали го знаете, сега кога беше 1 април со една вест за некое вино Франција дека македонска Смедеревка. Да, со Смедеревка за 250. Видете, тоа беше лажна вест од српски портал. Меѓутоа толку вешто беше направена и непроверливо во моментот, што еве јас наседнав, признавам. Да. Кога видов после дека станува збор за лажна вест, веднаш ја повлеков и се извинив. Работата е што многу е тешко да се проценува. До изворот да се стигне. Да се стигне до изворот. Кажете ми вие во денешно еве Македонија како може да ја проверите таа вест дали во Франција? Да, ќе ви треба една недела. Да стигнете до одиш на дневник дента не можеш со тоа. Да. Сега како што ти реков разликата помеѓу порталите. После ќе навлеземе во збориме профили, за кликови и така натаму и нивното влијание. Мислам дека треба и кај нас порталите да се регулираат. Зборам за портали. И тука не ги ставам сите. Има портали кои се релевантни. Да не ги спомнувам со име, има портали на кои јас едноставно еве ко уредник, па и емисијата кога ја правам ко коментатор, на кои можам да верувам на тие информации. Да се повикаш, да. Тоа веќе го имам направено не толку затоа што е регулирано, него затоа што неколку пати си има случајно да видам дека тоа што објавува е така. Меѓутоа тоа се ретки исклучоци. Повеќето станува збор за копи-пейст, тоа не е ни новинарство, некои го викаат копи-пейст новинарство. Не е новинарство. Тоа ви е еден, двајца луѓе кои буквално еден текст копи-пейст му прави и само го објавува. И тоа е многу опасно. Затоа што тука нема никаква проверка, нема никаков механизам да се види дали таа вест е точна. Ни контрола на тоа каде оди, што оди. Види, кога збориме за контрола, не можеш да го контролираш интернетот. Тоа е невозможно. Не можеш да ги контролираш ни порталите до толку. Јас зборувам за регулација. Како што ние во телевизија не можеме, сме подложни на закон за клевета, навреда, си има одредени правила кои мора. Тоа може да се случува исто и со порталите. Сега тука каде ќе биде цаката? Јас можам да отворам портал во Америка со IP адреса од Америка, кој ќе ме тужи? Да, и што се менува адресата на секој. Да, овде можете да го забраните, ама ќе го забраните една недела. Тој пак ќе најде начин. Значи тоа е голема опасност и тоа е тренд не само кај нас, верувајте. Тоа е сегде во свет. Само што кај нас како све што се случува во светот, кај нас е она најбезобразниот. Најлошото. Најлошото. Па не е ни најлошо, него зборам, ние секогаш одиме во екстрем. Да, во крајности. Во крајности. Затоа што лажни вести има секаде. Сега што е проблемот со лажните вести? Некому тие лажни вести му одговараат. Да, но мене најголемиот феномен овде во Македонија ми е во целата таа приказна, значи има, убаво кажа, портали кои што се релевантни со квалитетни вести. И тие се, да речеме, 100 пати помалку гледани и читани отколку оние кои што штанцаат лажни вести и тоа онака на дневна база по 10-15 и покрај тоа што е најинтересна работа и го спуштаат и нивото на комуникација со својата публика. Нели некој ќе каже тоа го правиме за да ме разберат, јас не би се согласил со целата таа работа, значи тоа е баш и вулгарно и неубаво, нели, кажување, мешање на приватен живот и сите тие останати работи. И тоа ме чуди тој феномен. Овие што се релевантни, вести што имаат квалитетни, многу помалку имаат публика, условно кажано, отколку овие екзибиционисти кои што штанцаат секој ден по 10 може би лажни вести. Видите, тоа е сензационализмот и тоа е веќе, како го викаат, кликбейт ли, не знам како се вика. Тоа е за повеќе кликови да имате за да можете да заработите повеќе пари. Сега тоа го прават инфлуенсери, но тука влие и политиката. И тој што политички сака да ќе ги користи тие кликбейтови за да он ќе објави 10 вести лажни, една да објави таа што му треба и таа ќе помине кај народот. Но сепак мислам и покрај тоа што да речеме има таму многу, не можам да споредувам бројки, 600-700 илјади прегледи, што ретко се случува, да речеме една телевизија да има у Македонија 1 милион гледачи на некоја емисија. Тоа не се случува. Вие имате на TikTok или на YouTube толку прегледи на емисии. Но сепак довербата, граѓанинот, мислам, народот, кога станува збор, да, може би на почетокот ќе изреагира, ќе го изгледа тоа, но кога ќе провери, пак се врти кон традиционални медиуми. Ќе се сврти кон тој портал
на кој му верува. Затоа што видите, еднаш, два пати, три пати, кога ќе свати граѓанинот, гледачот или било што, дека тој медиум е нерелевантен на некој начин, ќе се откаже. Да, ќе го гледа, ќе му излегува спонзорирано. Сериозно нема да го сваќа. Нема да го сваќа сериозно, но не можеме тука да го занемариме нивното влијание врз животот. Сите сфери на животот, сега да кажам, значи, јас можам да разберам да бидеме политички непријатели. Пред 10 на 15 години информациите политички помеѓу политичките партии најголеми тогаш беа вистините, кога се пренесуваа во целата таа работа. И понатаму, нели, како што се развива темата, може нешто да се додаде да се направи, меѓутоа основата беше таа. Сега се оди со чисти невистини. Кон луѓето лична деградација, приватно измислување на приказни, вмешување на нивните семејства, на нивните луѓе. Значи, има луѓе кои што немаат, што работат во нашиот еснав, кои што немаат грам морална одговорност за тоа што го зборат и што го кажуваат и какви последици може да има целата таа работа. Ти беше жртва на приказна пред некој ден, нели? Се случи една интересна работа, ама ќе збориме за тоа подоцна малку. Ај тогаш да не раскажам приказна. Сакам да ти кажам, ти викаш во нашиот еснав. Веќе нашиот еснав што е? Ме разбираш? Денеска не можете да најдете дефиниција што е новинар. Да. Секој е новинар. Било кој со мобилен телефон, кој во моментот, да речеме се случи со браќајка, снима и ја пренесе, тоа е новинар во функција. Јавност, да, новинар, да. Така, ме разбирате, порано не беше така. Пред развојот на мобилните телефони, интернетот, требаше да се стигне телевизијата, камера, фоторепортерот, ако е весник, да слика, па така да се пренесе. Денес секој новинар. Да. И тука е најголемиот предизвик, меѓутоа тоа не е само кај нас, тоа гледате дека е секаде во светот. Секаде во светот. И тука не можете тоа да го... Ја мислам дека не постои механизам со кој тоа може да се запре. Затоа што тука навлегуваме во една друга сфера на цензура. Тоа е оно што го видовме што се случи со ние, како да ги наречам, проверка на факти во наводници. Да. Тоа беше добра идеја на почетокот, која видовме како заврши со каква злоупотреба. Значи, од проверка на факти отидовме у цензура. И вистиномер истото го прави во моментов. Не знам дали сте следеле ја. Вистиномер, да, повеќе ќе се занимаваат со тоа дали Pfizer кажал нешто или дал на вистина земјата е рамна и слично со ни воопшто не сакам, воопшто не се занимаваат со тоа што на вистина треба да се занимаваат со многу лажни вести кои поминуваат, па дури на некои сериозни медиуми. Со нив не. Меѓутоа сакам да ви кажам, не можете да го запрете тоа. Не постои механизам. Единствениот механизам, ја што го гледаме, најголема отвореност. Да, а можеме ли луѓето да ги научиме да бидат критички, да размислуваат со вакви платформи, со личниот наш придонес како луѓе кои што работат во новинарството, да ги научиме некако, да им помогнеме да препознаваат лажни вести и практично да го менуваме општото мислење на луѓето и критичната маса како да се справуваат со тој феномен, би рекол. И покрај тоа трендот на раст на социјалните мрежи, се поголемата гледаност, кликовите таму, сепак мислам дека луѓето полека се враќаат на традиционалните медиуми. Самите прават разлика што е вистина, што не е. Да. Како што кажав, кај нас се уште 70% се информираат од телевизиите. Тоа предпоставувам дека не станува толку збор за младите. Младите се уште си зависат. Не постои начин на кој можете да ги едуцирате. Како да ви кажам, кога ќе легнете, сите имаме деца, сме ги виделе младите. Они толку бргу летаат на тоа телефонот со тие тиктокови рилси и така натаму, да на кој начин он ќе се задржи, ние може да бидеме досадни со разговорот за нив. Денешниот разговор за повеќето од нив е досаден. Да земеме да се буткаме овде на рака, сега ја и ти, тоа ќе биде погледано. Да, поинтересно, да. Или шах да играм, или табла, што и да. Сакам да кажам, меѓутоа тоа не значи дека кога ќе се случи нешто крупно, дека ќе проверат. Така. И проблемот е, го спомнавме Кочани. Тука се случи најголемата злоупотреба. Се удри на младите. Ама вие имавте една многу интересна вест. Ти, конкретно, каде што од убава склопена вест, јас ја видов, нели тоа ме интригира, тебе буквално ти ги извадија само за пирките во последната реченица, така беше, ја пренесува преку Facebook профил некој, па оди на портал, колку што разбрав, станува вест. Тука си има генеза, тука е веќе вмешана и политика. Што се случи? После Кочани имаше многу тага и гнев, сите бевме во шок. Апсолутно. Сите. И мислам дека денес како ќе ни текне што се случи, кога ќе ги видиме тие сцени или тие родители, не боли до срж. Што беше работата? Што после Кочани некој
структури политички кај нас, најдоа шанса да злоупотребат. Они сакаат да прво да злоупотребат тагата на родителите, на семејствата и после гневот на народот. И јас, и не само ја, и многу други луѓе, уште на почетокот ја фативме таа тенденција на злоупотреба. И се спротиставивме на тоа. И тука се случи сега тоа што го збориме, не беше толку лажни вести, туку тоа беа полувистини. Манипулацијата. Што е болката? Болката е што народот, ако не знам ако видовте, успеа да разбере и немаше толку голема посетеност на тие протести. Не дозволија да бидат изманипулирани, па дури и младите. И сега тие политички структури што направија? Треба да се удри по тие кои ги спречи. Јас повеќе го гледам тоа како одмазда и нарушување на кредибилитетот отколку било што. Што направија? Јас зборев за тие структури. Тоа беа случаевите во кои протестите ги завршуваше вработена во Сорос, син на бивш министер за одбрана, од левица тие младите што ги фатија, онаа србинката видеото. Ја се тоа го објавува во емисија. Штрайкбекер по професија човек он студент. И сега тие кога јас ги објавив, тие реков нека протестираат, ама нека завршат со лисици на рацете. Што направиле они? Го трнаа тоа дека се однесува за нив, Да. го задржаа лисици на рацете и ми го монтираа со клипче од протести во Кочани кај што плачат родители. Емисијата во која беше ова објавено, мојата беше, значи, 7 дена пред тоа. Немаше врска со конкретниот протест. И сега таа монтажа ја пуштија на социјалните мрежи. Навикнат сум тоа да го прават често. Да, многу морбидно беше, еве искрено ќе кажам, јас кога го видов видеото, тоа сабота са бајли. Тоа се како се почувствува кога го виде тоа. Одвратно. Одвратно, викам, ова е, значи, отидовме веќе до немам зборови, не можам да кажам, гнилост, во емисија ги нарекувам некрофили и слично, затоа што стварно ме боли. Тоа што ми изненади беа коментарите. Ајде, јас разбирам да секогаш, ете, како јавна личност, дека некој може да се обиде. Меѓутоа, коментарите беа до ниво на срам ја да кажам. Организирано беше тоа, колеги? Да. Мислиш дека тоа нападот со коментарите организирано, па какви се тоа луѓе? Видите како е. Многу луѓе не поминуваат подалеку од насловот. Не поминуваат подалеку од првата реченица која е текст. Кога е видео, не станува збор за гледачи, па дури у тие 1000 коментари кај што имаше сакани по мојот живот, кон моите деца, да не навлегувам таму. Имаше и луѓе ги гледав коментарите кај што викаат, абе луѓе не го кажа тоа, не се однесува. Да. Знаеш, луѓе кои ја гледале емисијата, меѓутоа другите нема, кој ќе трне таа една лавина. Да. Воопшто не се ни интересира дали тоа вистина или не е вистина. Важно е, ајде ќе пцуеме, ајде ќе викаме. И одеше колку длабоко приказната дури до закани, така? Да. Значи има, еве, и во МВР ќе се пријавува тој не знам ни како се вика Facebook профил, не е портал. Меѓутоа сакам да кажам дека прв пат во мојата 30 годишна кариера јас да пријавам нешто. Да. Секогаш сум добивал закани, секогаш сум добивал индиректни пораки и слично, меѓутоа ова веќе ја надмина секоја граница. Да, Не еве, може. еве, ова коле гледаш овде, јас сум стара школа, значи во хард копи ова се последнава недела само вести кои што ги имам извадено поврзани со Кочани, лажни вести. Значи од типот на Hype TV, неофицијално 140 мртви во пожарот во Кочани. Видите, знаеш што е целта на овие? Некогаш ние верувајте дека и тие што го прават ова, не веруваат дека народот ќе верува во ова. Што е целта? Целта е да се даде премногу информации, да не знаеш што е вистината, значи да се закопа вистината. Значи него не му е целта дека некој ќе верува дека има 150 жртви. Него не му е целта дека Коле го кажал ова или дека не знам било што информација. Него му е целта толку многу лажни вести кои ќе дадеш. И вистината треба да биде тука негде. Така ќе објавам ја, ќе објавиш ти, ќе објави друг портал. Меѓутоа во целиот тој куп на невистини лажни вести, таа ќе се изгуби. Та типично гебелсовски би рекол, нели, постопати кажана, лажга ќе стане вистина после тоа. Мислам дека не е ни толку гебелсовски, значи не е гебелсовски е така ти што викаш, една лага да ја повторуваш нонстоп, таа на крај ќе стане вистина. Овде не, овде се 100 лаги. 100 лаги, да, не знаеш. Сега во тие 100 лаги ќе има една само вистина. Ама ајде најди ја ти ко граѓани. Не бе јас ко новинар ти кажам, тешко е да влезеш во тоа да проверуваш све ова, затоа што е невозможно. Види колку харта имаш ова од 2 дена. Да. Замисли. И тоа само на брзинка што го вадевме со колегите од редакцијата, значи некрофили страшни. Андреј од ДНК е лоциран, не е со тешки изгореници. Човекот почнат веќе дома, нели, семејството се подготвува за погреб, па Сара била жива.
Па имало 1500 луѓе во Кочани во дискотеката и така натаму информации кои што во еден период убаво и кажи 100 невистини, не знаевме како да се поставиме, но ќе се вратам на една работа која што стварно добра беше во Кочани, поготово овие професионални медиуми како вие што сте и овие 70% што и кажуваш дека многу добра покрија приказната првите 48 часа, дури беше критично во Кочани. Многу квалитетно изигравте сите општо говорам во делот на тоа дека не треба да се валоризира, да се гледа гледаност од тоа, да не се оди на погребот, сите тие останати работи. И мора да се признае дека од таа кризна ситуација добро се изменаџира, иако на друга страна имате, како се вика на ваша една вес, 100 нивни, практично. Ако ги погледнете бројките од тие денови, значи сега тука не зборам за гледаност во однос на ќарни кои да имаат телевизиите или слично. Бројките, ако го видите, рейтингот на телевизиите во тие први, да речеме, 24 до 48 часа, се ужасно високи. Тоа значи дека народот сепак се сврте кон традиционалните медиуми за да ја дознае вистината, фактите, што се случувало. Да, ова се случуваше со лажните вести. Може би не во првите 20 часа, зашто мислам дека првично беше шок кај сите. Кај сите зборам, кај народот, кај новинарите, кај веројатно кај власта, кај опозицијата, беше шок. Голема несреќа. После тоа како изреагираа според вас и власта и опозицијата? Дали беа на нивото на висината на задачата во тоа што се случуваше во Кочани? Зборам и за власта и за опозицијата. Значи вака, првиот ден, мој впечаток, тоа го имам кажано и во емисија. Јас бев изненаден од реакциите на самата трагедија зборам. Зборам полицајци, брза помош, војници, пожарникари, обични луѓе, транспортирање на луѓе. Затоа што видите, трагедијата се случи негде колку што знам, кај 2-3 саат Сабајле бил. Веќе кај 8-9, веќе повеќето луѓе беа по болници. Да, значи експресна беше. Јас таква реакција не сум видел за ниедна трагедија до сега. Да, имавме многу во држава, од авионите што паѓаа во... Значи зборам од авионските несреќи па преку стајковци, модуларна болница и слично, значи многу беше. Тука се сега испаѓа, знаете како кај нас, ако пофалиш нешто, тогаш си одма на една страна или на друга страна. Факт е дека ние веќе во недела се случи, во понеделникот беше повеќето, мислам, само тоа на триажата. Да. Зборам моментот, реакцијата беше експресна. Да. На вистина експресна. Па дури оној транспорт на пациенти во странство, тука мора да признаеме и странците многу ни се најдоа, соседите ни помогна. Ја немам видено такво нешто во Македонија. Експресна реакција. Да, брза реакција во секој случај. Ако имаме искуство од претходниве, сега да не бидам ја да не преюдицирам, 6-7 години со одредени несреќи кои што се случија каде што реакциите многу доцне во секој сегмент. Да, и на лекувањето на луѓето, и на истрагите, и сите тие работи. Да, експресна беше, значи тоа да не се повторам, го кажав и сега ќе го кажам пак. Многу беше, значи од тоа од пожртвуваноста на терен, на самите луѓе што беа во дискотеката, па се до пренесувањето на пациентите и слично. Опозицијата, да бидам искрен, првите 24 часа до таа една несреќна пресконференција што ја одржа нивната потпредседателка, и они се држаа. Да. Значи не видовме некое ширење од нивна страна, кревање паника и така натаму. Да, после таа несреќна пресконференција ги Таа пресконференција мислам дека беше капакот на све. Од тука токо да беше порака до... Зашто видите, овие нивни портали што се, овие лажни профили и слично. Јас мислам дека тоа не работи на принцип на некоја централизирана структура, пак ќе се јави, ајде правете го. Они сами осеќаат. Тоа беше една несреќна пресконференција каде што се побара индиректно оставка, може и директно беше од министерот за внатрешни. Ние уште луѓе имавме, ги пренесувавме во болница, они веќе бараа оставка за истрагата. Еве да ги послушаш ден така го смениш министерот, што ќе направиш? Уште полоша работа, така? Немаше... Мислам, хипотетички прави онака муавет. Немаше потреба. Значи, немаше потреба таа пресконференција. Јас да бев, јас да бев, ке излезев, ке дадев поддршка, па ако не ке отидев на терен. Да. Зашто не се организираше една таква акција? Да, меѓутоа, после тоа, коректни беа си ќутеа, ги немаше. Ама веќе после првите 24 часа почна и социјалните мрежи. Да. Значи, почна приказни од тоа како седеле полицајци со скрстени раци и гледале како горат деца, не сакале да помагаат. Со жртвите. Дека имало, немало... Различни бројки на жртви. Имало полицаец, внатре било затворена нарочно вратата, такви информации. Пренесени не можам ни да разберам која е целта. Вие знаете ли колкава операција треба да се направи да скриете жртва? Да. И... Некој малку да размисли. Прво, таа жртва има семејство.
има пријатели. Има спасувачите кои биле на Ама лице и место. Кочани е 50.000 град, значи одма се знае кои се луѓето и каде се. Болници, судска медицина, мртвечница. Знаете вие колкава операција тоа треба да биде една жртва да скријат, а не па 20. Во држава 2 милиони. У држава 2 милиона. Тоа беше невозможно. Меѓутоа, што беше целта на сето тоа? Се искористи шанса да се удри по власта. Да, па велат и дека практично после Кочани, после целата оваа состојба која што се случува, одредени политичари во светот однови побарали избори па што би ги добиле. Но Не е толку до избори. Не, им требаат избори. говорам од друг еден аспект што практично владата си ја брка во моментов работата околу луѓето, што се надвор, околу истрагите. Впрочем, 34 луѓе се опфатени со истрагата, приведени и првпат мислам дека нема селективност. Види, нормално е народот да чувствува гнев после вакво нешто. Тоа е нормално. Мора некаде да го вперат прстот. Точно. Тоа сегде во свет се случува. Верувам дека ја и ти сакаме да го впериме некаде прстот за ова што се случи. Секогаш како е удри по власта. И сега нормално е тука до негде да притисок да има кон кој било да е на власт. Без разлика кој да е добар, да го имате најдобриот политичар и да направил све совршено, сепак мора да се трпи критика. Така што целта на сите овие работи што се случија после Кочани и злоупотребата на тој гнев не беше избори. Буквално не беше избори, него беше едноставно дај да го извадиме народот на улица, ќе го држиме таму за кога треба. Да искористиме оваа шанса, овој гнев, за да после кога ќе ни треба да го Имаме свртиме, критична маса, да. имаме критична маса, доволно сме да уфрлиме 10 луѓе кои ќе викнат уа, толку ви треба. Вие на протест од 1000 луѓе, од 2000 доволно ви се 10 души кои ќе фрли еден камен, двајца ќе фрлат камен. Истите пароли ги слушавме кога излегоа, да видите, нема правда, нема мир, Ама не доле влада. е лесно вие да растурите, нон-стоп ние збориме за коруптивен систем. Ајде го, окей, коруптивниот систем го ставаме на страна. Сега да збориме за еден друг систем на злоупотреба кој кај нас мислам дека негде кај 2014 почна да се формира, значи едно добри 10-11 години веќе постои. Тоа е тој систем на така наречене револуции. Тоа не е само кај нас. Ние најмногу си го имаме осетено затоа што видовме како заврши тоа и колку не чинеше тоа како држава. Меѓутоа тоа ви е систем. Нив не треба да им се јавите. Тоа се луѓе кои сами од себе знаат во која ситуација како треба да реагираат. Да, тоа се. И они тука ја видоа Подготвени, шансата. спремени, нели? Така, целта не беше избори. Денеска да има избори, да ги видиме анкетите. Било која анкета, знаеме кој ќе ги добие тие избори. Целта беше да се наруши кредибилитетот. И втората цел, што е многу поважна, сите сме исти. Да. Значи, Тоа е она фаза кога викаат сега сме. Фазата беше зошто? Затоа што видите, да, има многу критики дека оваа власт веќе 10 месеци била на власт и требала да знае. И дека зашто нема одговорност, еве од министерот, зашто нема од началникот и слично. Се што се случило и гледаме од истрагата опфаќа повеќе функционери од минатата власт. Да, има двајца градоначалници од сегашната власт, од ВМРО ДПМН, меѓутоа повеќето станува дел на така функционери кои биле минатата власт. Сега вие да сте у опозиција, тоа боли. И така имате слаби бројки, и така сте само што влеговте во опозиција, и така ужасна ви се викаат ова е последица од ваше време. И сега не можат они да дозволат народот да каже вие сте виновни. Да. Што треба? А не и они се виновни. Исти сме. Значи да повлечеме една паралела, сака да повлечат џабе вие они што прават. Исти секој нас. Ке забошат од истрагата, ке не реагира како што треба. Полицајците седеа со скрстени раце, кријат жртви. Значи мора да ја повлечат таа паралела. Зашто? За да се спасат себе си. Да, баш така, добра поента. Баш да се спасат себе И си. второ, требаше да се одржи една тензија, еве денеска седиме јас и ти разговараме за Кочани и ќе разговараме уште подолго. Меѓутоа Кочани засени се. Апсолутно. Значи се успорија реформите правосудство, судски совет, се успорија реформите обвинителство, па само ден-два пред Кочани беше огромната афера каде што ги уапсија оние што увезувале отровна нафта. Заборавивме. Да, и тоа може би еден од најголемите проблеми во држава што е во последниве 15 години. Да, мислам институциите го тераат тоа, меѓутоа кај народот веќе тоа не е приказано. Да. И нив им треба да ја држат тензијата на ова. Зашто? Затоа што да, боли. Кочани боли, сите не боли, уште долго ќе не боли и гневни сме. Сега, разликата јас кај што ја гледам е на реакцијата и после тоа. Значи сега зборевме нели за дента каква била реакцијата. Така. Реакцијата што се случи не е само Кочани. Еве ќе го спомнам и случајот со Фросина. После Фросина, полицијата на терен во однос на сообраќајот
Толкави контроли не сме видели. Никогаш, да. Значи не сме видели. Ја барем живам. Да, не можам да Не кажам може, да. дека све е решено, дека све е средено или дека сообраќајот е супер. Се уште има еве прават трки ноќе, се уште има пијани возат, се уште има млади. Меѓутоа веќе ја гледаме полицијата на терен. Е сега што е? Ама сега сме полициска држава. Да, другата теза одма. Значи прво ги баравме, знаете, тоа е таа игра со информации. Исто и сега после Кочани. Значи, видете вие, во Скопје нема веќе ништо што работи после 1 часот наутро. Да. И ние сме главен град. Зашто? Затоа што еве после Кочани видовме реакција. Таква реакција немавме после модуларната. Не се проверуваше дали сите болници во Македонија имаат противпожарни апарати. Не се проверуваше дали сите болници, тие модуларните не ги провери, а да не правиме муабет за самите болници. За самите болници, да. После Беса Транс и Дурмотурс. Не се проверуваше дали сите превозници имаат лиценци. Не се направија нови технички прегледи на сите автобуси што пренесуваат пат. Нема. Све заврши, знаеме како заврши. На кабело и двајца шофери. Да. Сега не е така. Сега што е проблемот? На народот не му се верува. Александар Николовски, Министерството за неговото министерство одзеде преку 400 лиценци на градежни компании кои што се покажува дека не не ги исполнуваат условите. Токму на тоа зборам, значи реакција имаше. Е сега резултатите од целата акција. Тоа не може да ги видиме преку ноќ. И не може да се каже дека све е решено. Далеко од тоа дека е све решено. Толку уште многу работа има. Видите, тоа е еден систем кој овде е граден, некој ќе кажа 30 години, не е 30. Тоа е систем кој ние се го наследивме од и од социјализмот. Нема да ми кажете дека во социјализмот немаше фаќање врски за лекар, за ова, за она. И тогаш имало. За полиција да не ви платите казна. И сега тој систем се влече. И ја не зборам дека сега е ова идеална реакција на власта, но дека досега немало волку темелно, немало. И треба да се почне негде. Ево е почеток. Тоа го зборам јас нонстоп. Почеток е. Добро е почеток. Дајте им шанса, ќе видиме. И добра е и контролата од народот. До негде е добро што и народот е хиперсензитивен и сега ја контролира власт. Ниедна власт до сега не била под толкова контрола колку што е оваа. И тоа од народот. Од народот не од зборам, опозицијата. не од опозицијата. Да. Значи сега зборам од народот. Вие сега не може да мува да летне, вие веќе имате остра реакција од народот и веднаш се реагира. Како што гледате, веднаш се реагира. И не може да се постигне вие да смените искорените еден систем за 2 месеца. Ама и тоа е добар напредок во секој случај, брза реакција што има за одредени работи што порано ги немало. Да, ама видите, тука институционално. Сега, да, ама сега тука играат улога сега и да се вратиме на лажните вести и дезинформациите. Да. Значи сега тука мора да го искористи некој тоа затоа што видите, ај опозицијата е една работа. Меѓутоа вие имате еден корумпиран систем кој само од себе пружа отпор. Да, нема да може да функционира ако. Зашто нив им треба насилни протести? Значи, не зборам сега за кочени родители. Тука мора да расчистиме затоа што не сакам веќе да треба да се оправдувам за нешто што е нормално и нормално е да се излезе, да се запали свеќа, па нормално и да се дере народот, нормално и да биде гневен. Јас зборам за злоупотребата. Они не сваќаат дека системот самиот од себе сака да го злоупотреби тој народ. Зашто? Замислете вие да имате сега немири. Полицајецот наместо да седи на сообраќај на улица и да контролира, наместо да треба да иде во акција да уапси некого или да води истрага, обвинителството наместо да кривични пријави, тие ќе треба да стојат со штитови, да го делат народот, да го смируваат и обвинителството да се занимава со кој фрлил камен, кој не фрлил камен. Дежаву како дивља насилје. Дали мора полицајците да додат и таму и тука на протести да бидат во Скопје во исто време. Значи, самиот систем, систем имаш апел еден да нема протести. Самиот систем пружа отпор. Да. Така што таа битка ќе биде тешка. Е сега, имаме ли капацитет ние како држава, како луѓе во оваа држава колку толку да смениме поголем дел од тој коруптивен систем? И сега е шансата. Јас во ова гледам огромна шанса и за народот и за власта. Власта сега има огромна шанса да направи нешто. Значи има одврзани раце на некој начин. Сега треба да удри по тој систем. Нема да успее да го смени. Верувајте, нема. Не постои таква власт што може 40 години нешто што се хранело, што се правило преку ноќ. Но сега има шанса сериозно да удри во сршта. Зашто? Затоа што народот е на низина страна. Ако критикуваат, ако не викаат Тошковски требало да си даде оставка, премиерот требало да даде оставка и така натаму, сепак е задоволен. Да. Они кои ќе видат дека еве влегле, ти што кажа дозволите за градење, школите што ги проверија дали се безбедни. Сакале не ќе тоа да го признаат. Задоволни се. Затоа што сега знаат дека колку толку поминала контрол. Па и тука имаше лажни вести. Се јави некоја граѓанска организација и кажа: чекајте, како успеа они во толку време да стигне да проверат сите школи? Не е вистина, провериле само неколку.
Ми разбирате, значи Да. нешто убаво кога е. Значи нешто добро што се случило, нив не им одговара. И мора да го девалвира на било. И мора да го девалвира. Не било возможно да се проверат сите школи. Добро, тебе кажа дека уживаат добре ми е во таков систем да ги има, да, нели, во контролиран хаос, условно кажано, невистините вести да живеат во еден свет кој што не е реален. Каде се тука, еве, Коле, кажи ми, кај тие луѓе основните човечки вредности, како човек за човек? Јас од себе кога тргнам, јас не можам да правам сензационализам, да правам професија, да правам кариера, што и да е, во основа на некоја лажна вест поврзана со нека трагедија. Ма видите ви, вака, Неприродно ми е некако, не можам да го сватам тоа. ако убаво разгледате, повеќе, да, има и поединци, меѓутоа ретко кој од овие имаат име и презиме. Мислам, имаат, меѓутоа се позадина. Да ги извадиме еве сега сите овие лажни вести што ги имаш. Еве ќе го земам и примерот и мене што ми направи. Нема поединец. Не, никој не. Јас за разлика од тој што го прави тоа, излегувам на телевизија, тука сум со лик, со име и со презиме, ти си со лик, Постоиш, да. го правам на алфа, значи се знае кој е и се знае што зборувам. Ова се кријат и ти кога викаш, него му е гајле. Па да смешно црвена младина, например, некои такви чудни имиња, платформа и се, што не прочитав овде и кој не се нема напишано. Види Александар, Бенкалтрон, никој не е со право име. Точно. значи, него му е лесно. Второ, немој да мислиш дека ова не е платено. И немој да мислиш дека тука на крајот не станува збори за пари. Па, зашто иначе го Освен, правиле? освен политичкиот интерес, има и друг интерес. Па ние сами сме сведоци, гледаме дека сега збориме за уништено било новинарството, не знам што. Па што се случуваше во Македонија последниве 10 години? Па, Еве видовме сега кога се отворија картите во Америка, видовме всушност колку пари се слеани, колку милиони се слеани овде Да. за така наречено независно новинарство. Имено проекти на телевизии, на портали кои што едноставно имаме, значи ние одека платформа во Република Македонија кои што тврдат дека се новинари на некој начин, меѓутоа немаат медиум каде сето тоа го прават, се бават со истражувачко новинарство, меѓутоа воопшто не кажуваат дека на пример имаат 10 или 11 случаи на суд изгубени истите тие Не, од лажни вести, нели? види, не зборам ја само Не можам да Види, и нека изгубат на суд. Нив не им е важно тоа. Ќе ти дам глуп пример. како и кад бељата Еве крај. сега ќе те прашам. Александар, дали ти украде 2 милиони евра од владата? И сега ја ќе речам, не, Не. да, Јас ќе ставам наслов. Александар тврди дека не е украл 2 милиони евра. и толку. Да, и толку е, сите ќе речем. Народот ќе го прочита насловот. Пола ќе ви кажат, стварно Александар. Ама пола ќе каже, чекај, што правил? Од каде правил? Да. 2 милиони. Знам ја, он не е чесен човек и направил. Тој им е целта нив. Така, да. Ни воопшто не им е целта вистината. Нив им е целта да уништат, да изманипулираат. Тука веќе не збориме и за лажни вести, тука збориме за полувистини. Да, и тие стануваат по тоа лажни Затоа вести, што полуистината како видете, јас да ставам таков наслов, тоа е вистина. Вие не можете ни да ме тужите за клевета. Да, ама и со полувистината, да. Полувистина. Или поставено прашање, како еве имаме каде ми беше. Ја тоа многу мразам. Еве ќе ви кажам искрено во новинарство. Еве уредник сум на Да, со на прашање, на вести. пример, вика дали се крие вистинската бројка. Значи прашање за да го избегне нели одговорноста. Со такви лажни вести не ни можам да зборевме преска. Да не имал некој од власта процент во дискотеката. Да, значи ова не е обичен човек кој што го пишува. Треба да го видовте кој е, ама не можам да го разберам. Ама има цел. Види, ние сепак мораме да бидеме свесни дека идат локални избори. Тоа е се во ред, ама со кого ќе се споредат, еве, лошките биле луѓе, да речеме, нели, владата во Кочани и направија лоши работи, кој им е реперот за според, за добар од другата страна? Не им треба репер. Кој им се вредностите? Како не разбират? Значи воопшто нив не им треба репер. Не им треба, значи не спориме ние за докажување јас сум подобар, него докажуваме кој е полош. Кој е полош, така. И они се надеваат тоа што се случува во Македонија од независноста до денес. А ретко кога се случува во Македонија, можеби на овие избори еднаш 2006 можеби овие да се гласа за. Секогаш кај нас се гласа против. Против, да, обично, да. И секогаш СДСМ кога доаѓа на власт, секогаш било кога се гласало против. Значи никој не гласал за нив. Да, Сега секогаш било сакаат, против. значи сега идат локални избори. Они сакаат народот да излезе и да гласа против. Да. Против. Исти се кон нас.
Тоа што правевме ние. Ама од И они се од двете злоа ние сме подобри, вика. Така, само тоа им е приказнато. Значи тоа не е само СДСМ, искрено Просто ти гора кажам, тука опозицијата, и Левица игра голема улога. Левица во ова, јас како ќе кажам, сега кога збориме за систем, за оние украдени милиони, милиарди, тука е тој систем на СДСМ кој сака покрај тоа што сака да добие избори, сака да ги заштити овие пари. Да се лежи затвор. Левица тука, они се многу силни на социјалните мрежи. Тука морам да го признам. Зашто? Зашто што раководството регрутира од факултетите, од младите. Луѓе, да. Социјалните мрежи. тоа им е. Ја не знам да ги работам. Нема да те лажам. Не знам да работам, не знам да шерувам, не. Добро, за нас уште телефон. Така. Не е нели друго нешто. Они кај младите одат. Младите се најбунтовни, тоа е нормално во секое општество. Да, И на младиот човек по природа му доаѓа да се бунтува. Да, и му фрла коско на што сака да го чуе, да го И он направи. му го продава тоа што сака, затоа што, видете, ќе го спомнаме прв политичар со име Апасиев. Он е одличен говорник. Ја не зборам експерт, говорник. Да. Он точно знае што треба да сервира во било кое време. Му бев член на комисија на ораторска вечер во направен факултет, јас на Пасиев која беше баш. Да, ама видите, таа реторика, он што ја користи, таа пали. И кај младите пали. Ама и опасно. Абе, видите, сегде у свет тие левичари, црвени и така натаму знаеме како завршуваат ако добијат власт. Да, со диктатура класично онака. Да. Така што сега ја гледам една непринципиална коалиција на СДСМ и Левица во моментов. Зашто еве во мојот случај? Да. Искрено ќе кажам, порталот каде што и Facebook страната, како се вика, кај што беше објавена таа монтировка. Го отворив, го видов, значи Филипче го има на секој втор пост го фалат. Меѓутоа шерувањето на видеото, кога ќе го отворите профилот кој го шернал и така натаму, гледам дека е петокраката Левица тука, да. лева младина, лево ова. Значи вие едната Црвена армија, како се вика. Така, Да. сега едниве сакаат да заштитат милиони, другиот сака да добие еден советник повеќе. Вие да јавате на тагата на еден народ, на солзите на тие мајки и родители за да земете еден советник. Па каде е тука границата? Значи тоа е безобразно. И каква одговорност ќе имаат утре ако не дај Боже дојдат на власт? Што ќе прават со луѓето? Значи луѓето им се потрошен материјал во приказнава. И оно осипување на нели една голема група на луѓе кои што отидоа таму, но тоа е веќе нивни проблем. Ја мислам дека во моментов целта на сето ова не е ни толку да се прикажат они кои добри, туку да се покажат дека сегашниве што владеат се лоши. Да. Уште едно вака интересно прашање што заборавивме поврзано со Кочани да го кажеме, имаше првите 2 дена реакција на демократската интеграција на притворањето на Бектеши, министерот. За дуи избор, За така, дуи, да. Првиот пат пробаа да говорат дека се прави ова со национален предзнак, вториот пат беше дека се работи за реваншизам и ги снема повеќе. Ги снема затоа што мислам дека сватија дека не им поминува таа приказна. Не сватија, не можеа. Не можеа да продадат дека Бектеши е приведен или било кој само затоа што бил албанец. Па чекайте, вие имате во истрагата се опфатени тројца градоначалници, од кои едниот е од СДСМ, двајца се од ВМРО ДПМН и сакале некеле да признаеме се македонци. Не може да тврдите дека овој затоа што е албанец. Не, затоа што бил министер. Ама Дуи тоа нонстоп го прави. Дуи го прави од уште кога беа на власт. Секој удар на криминалот, секој удар критика кон нив е критика кон албанците, како Ахмети и Османи да се единствени албанци во оваа држава. Да. Кога да нема народ тука со граѓани наши кои се исто албанци, па и нив ги болеше. Нормално, јас сум чаир, мислам, со тие луѓе живеам цел Значи, живот. кога се случи Кочани и нив ги болеше, нема нормален човек што не го боли. Они пробаа затоа што мораа да најдат начин сега да се оправдаат сега. Замислите, ваш бивш министер седи во истрага и седи во притвор за една од најголемите трагедии во Македонија. Да. Се обидува, ама не успеа. Тоа не помина. Да. Не помина зашто мислам дека и самите сватија дека кај нивните гласачи, па дури и симпатизери не поминува тоа. Да, демократската унија за интеграција практично ја снема после 2 дена после целата. Не е само дуи, сватија. еве видете и СДСМ. И СДСМ не брани никој од тие што се уапсени. Они викаат, добро што ги уапсите, ама уапсите сега некој ваш. Значи не е битно дали е виновен или не е виновен. Да. Уапсите, зашто? За да биде оно што го кажав пред. Исти сте. Исти сме. Да. Мора некој да се уапси. Нека биде од ВМРО, кој сака, еве, министер, началник, само да е од ВМРО. Ама некој мора да влезе внатре да биде инаку. Кажи ми, ме интересира еден вака момент, дали во Македонија се користат истите техники на манипулација како што се користат сегде во светот во делот на
овие електронски медиуми или мрежи и сите тие останати работи. Дали Да. овие што ги кажа како група на луѓе се негде подготвувани, обучени, спремани за ова да го работат. Нели често пати се говори дека на Балканов постои Canvas, групација која што ги подготвува тие луѓе за сите тие работи. Пример еден куп ги имаме тие шарени револуции. Она што ми беше мене најчудно кога се правеше таа шарена револуција од Македонија, значи идеолошки различни луѓе имаше, од поддржувачи на ЛГБТ заедницата до попови и оџи. Сите беа на куп заедно, како критична маса против. Види, дека се обучувани кај нас се обучувани, не знам дали од Canvas, од ова, од она, дека фрлени се милиони на таа операција, фрлени се, тоа не го кажам ја. Тоа слушате ги Доналд Трамп, министрите таму, што све се правело, колку пари, цела таа Сорос, USAID и така натаму, требаше да ги обучат нашиве, да речеме, во Македонија. Затоа што тоа беше операција која мислам дека беше почната далеку пред шарената. Шарената кога почна? 2016 или тоа мислам дека година дена пред тоа започнаа подготовките. Да, 14. И тука се вложува пари, се прави една мрежа на невладини. Тоа не е само кај нас. Тука и тоа морам да кажам. Видите вие, значи левичарите, неолибералите и слично кои до сега владеа со светот, па сега еве во Европа се менува, во Америка се смени. Тие се многу поорганизирани од десничарите. Да, Во однос на во однос на систем на невладини организации, во однос на медиуми, во однос на активисти и слично. Значи тука е поширок диапазон и тој диапазон што прави? Значи тој се обидува нивната вистина само ја продава. Така. Кај нас тоа не беше толку убаво разработено и се фрлија милиони за да се разработи. Да, и со можеби неквалитетни луѓе доволно, би рекол овде во тој дел, што е во еден период секако нели купува и медиуми практично цели кои што Ја едно не можам да сватам и ова сега ќе го кажам отворено. Ја не можам да ја сватам. Ако ти добиеш, да речеме, овој подкаст, македонска влада ти дае 1000 евра, тоа е злоупотреба, купување и не знам што све не. Така. Ако странска влада ти даде 1000 евра, Така. тогаш тоа е независно новинарство. А нели е тоа директно мешање на трешните работи на Тоа твојата? е веќе втората приказна. Така. Збориме ако сопствената влада ти даде пари, Да. ти си веќе продржавен, провладин, не знам што, трошиш ваков, државата, онако, наши пари трошиш, браниш нели? и така натаму. А ако туѓа држава ти ги даде истите пари, ти си независен новинар, ти си истражувачки новинар и слично. Ја тоа не можам да го разберам. Денеска не можам да го разберам. Ја цела кариера не сум добил ниту од влада пари, не сум добил ни од странска. Си работам за плата у медиум од каде што работам. Ништо не сум добил од страна. Сум работел за странски медиум, ама сум добивал плата и сум си бил пријавен во тој странски медиум. Ја не можам да ја разберам таа логика. Истото со невладините. Се нарекуваат невладини, а допред не знам сега каква е ситуацијата, но сигурен сум дека минатите 7 години добиваа пари од влада. И од влада и што е најинтересно настапуваат на митинг на Социјалдемократскиот сојуз од позиција на невладена организација за џабире зборува. 2 пати на митинг збори човек на СДС. Од позиција на човек кој што се представува дека е невладен, нели нема врска во таа. Ама види, ја не знам како они сами не. Народот мислам дека ги прочита. Значи шарената револуција колку што беше опасна и донесе огромна штета на Македонија. Толку по друга страна си носи нешто позитивно, што веќе народот ја научи лекцијата. И тоа го видовме баш сега во случајот со Кочани и за обидите за протест. Народот е бесен, излезе и ја кажува својот гнев. Меѓутоа имаше многу луѓе што не излегува, не запалија свеќа, затоа што не сакаа да дозволат да бидат злоупотребени. Да бидат во истиот кош со тие. Да бидат во истиот кош со тие луѓе. Значи, нас не обвинуваат затоа што јас го зборувам ова, така затоа што се спротивставував на злоупотребата, дека сум сакал да го замолчам народот, дека сум бил против протести. Не, обратно. Они со тоа што го злоупотребија, они спречија луѓе да излегуваат. Да, ги Затоа што не сакам јас да бидам со тој човек идентификуван таму. Ако излезам за да жалам за детето, било кое дете од тие во Кочани, не сакам до мене да стои некој џабирец, некој ваков, некој веќе не ги знам сите по имиња. За да бидеме сите исто. За да бидеме сите исто. Не сакам. Значи шарената револуција ни го донесе тоа.
во Македонија. И народот, а и ние треба да бидеме свесни, затоа што ние се изгоревме. Видете како ги гледа повеќето, со било кој наш граѓанин разговарајте протестите во Србија. Не навлегувам каков е Вучич, што е Вучич, него ги гледа протестите и онака вика, ние го видовме. Дежаву, да, дежаву. Значи никој во Македонија толку не се потресува веќе во Србија и дури не би страна затоа што вика, ние го поминавме ово. Значи, нема он став за Вучич. Дали е диктатор, не е диктатор, добар или лош за Србија. Да. Него кога ги види оние инсерти од што се случува во Србија, вика, ние го поминавме, знаеме што е ова. Да. А и србите и одредени медиуми српски исто така го пренесуваат дека ова е ќе видено во Македонија се случуваше. Пробуваат кај да направат. Да, ама вие видовте вчера прочитав, не знам дали е вистина, сега можеби да не биде дека ширам лажни вести. Вчера прочитав дека дел од барањата на студентите во Србија сега било кој му дозволил на Вучич да го посети пациентот од Македонија. Да, и тоа меѓу другите барања, тие беа. Ја, чекајте, што има тоа со состојбата во Србија и што се случува кај нив? Па истото го пишува и за Христијан Мицковски овде што ги посетил Старовари болните од Кочани. Како влегол во интензивна нега и сите тие стари. Знаете како тоа Ај вака ќе ти дам еден пример. Има едно татко ми ме научи, и он беше нели новинар. Се тркале американецот и русинот, се збориме во време на СССР. Тркаме ги двајцата. Американецот, русинот, така. Американските медиуми објавуваат. Нашиот председател беше прво место. Рускиот последно. А да, Вистина. Да. Руските медиуми објавуваат. Нашиот председател беше на високото второ место, американскиот беше предпоследен. Жива вистина. Точно. Точно. Двете работи се вистините. Да. Значи исто е овој случај. Ако отиде, зашто отиде? Ако не отиде, зашто не отиде? Да. Како што една дописничка на Ал Джазира овде пишуваше, премиере, што барате во Радовиш, отидете меѓу вашите и видете кој е крив за Кочани. Не, види Александр. Онака, се парафразирам, можеби не беше. Мене што ме нервира, ако земеме да анализираме. Збориме за едни исти луѓе, ајде да кажеме дека станува збор за други новинари, за различни личности. Збориме за едни исти луѓе кои беа активни до 2017, па ги снема од 2017 до минатата година, па сега одеднаш им текнува дека нешто не чини. Чекайте малце, оваа системска корупција постои само 10 месеци? Каде беа истите тие луѓе? Тој што му го постави прашањето на премиерот, каде беше 7 години да каже нешто? Сите беа во одредени владени институции работеа. Не мора ни да се во владени, молча. Си останаа во медиуми, некој си добива странски пари, некој не и слично. Ама зашто молча 7 години? Тоа поготово за Дурмо, за модуларната болница, за тие работи. Се вратиме на несреќа за Тетово пресудава вчера. Кај се протестите за таа пресуда? Да, 2 години што го суди овој за девојчето. 2 години пресуда за човечки живот. Требаше сите невладени таму да се сега во Тетово. Зашто ги нема сега? Кај се да се јава да протестираат? Нели? Кај се да се јава да прават лажни вести? Кај се тој порталот мене што би да каже да организираат протести? Што нема болка? Она изјавата на сестра и мислам беше кога гледав, мене ми течеа солза. Жално. Сега кога го кажам ова, јас ја злоупотребувам таа болка, а они ако тоа го прават за нивни личен интерес, тогаш окей. Значи тој хаос што се создава со социјалните мрежи. Ние новинарите од постариот ков ти реков и традиционалните медиуми, ретко ни се случува да ни промакне некоја вест. Реков, ние сме регулирани. Кај нас нема, затоа што ти ако кажам јас, за разлика ќе го земам мојот пример. Јас сега ќе поднесувам пријава, па ќе бараат таму некој, па може најмногу од све може да блокираат некој Facebook профил, тој за еден ден ќе се отвори нов и ќе се тера постара. Јас ако го направам тоа на телевизија, јас завршувам на суд и можам да бидам казнет до 10.000 евра за навреда и клевета. Да. Јас сум најголема жртва на тоа, да знаеш. Од време до кога ме портпарол. Не, види, и денешните, тоа е работа. Така, наше да поставуваме прашање. Второ, ваше поставувате прашање, јас како портпарол да одговарам, ама не одговара партијата, туку одговара човекот лично, поединечно. Види, се едно, тоа е работа на портпарол. Да се го добива од новинарите. Сам си го бара се викате, нели? Сам си го бара. Така што ја каде гледам, власта единствено, било која власт, не зборам сега за оваа. Значи единствен начин да се спротистави на ова е со што поголема отвореност. На власт. Што поголема отвореност, а во ЕСНАФот? Што поголема транспарентност. Во ЕСНАФот, види, се враќаме на тоа, што е ЕСНАФот? Ако ги земаме телевизиите, да, тоа зборам. Сите, да речеме телевизиите, секој си фаќа лево, десно, вака, онака, меѓутоа колку толку тоа е под некоја контрола. Значи не можеш да кажеш дека е тоа
забегано. Не може, не можеш ти на Сител да прочиташ ваква вест, не можеш на Телма, не можеш на Алфа, било која телевизија. Не можеш. Да, имаме различни мислења. Да. Моето мислење во седмица не е исто мислење со некој на топ тема или на некоја друга емисија. Меѓутоа сепак сме регулирани. Апсолутно. Јас седмица ја водам од 2017. Една пријава немам добиена за навреда или клевета. Затоа што многу внимавам. На некои им делува тоа може поостро, премногу критички сум најстрог, но внимавам, се знае до каде е границата. Ова што се случува на медиумскиот простор. Се извини, и ова е подкаст, ама ја и ти го држиме невото. Јас сега можам овде што било да кажам. Да. И тоа онака да помине добро да има ти што кажеш 300. И да ме фатат со лажната вест, само ќе седнеш ти на монтажа, ќе го исечеш моето парче, ќе ги залепиш двете крај. Нит некој може да гони, тужи и слично. Видов сега дека у закон се планира некоја регулација барем на порталите. Да има толку вработени и они да подлежат ништо повеќе, барем да подлежат на истите правила на кои подлежеме нив. Тука веќе ќе има малце контрола. Кога зборам контрола. Сега не е тоа контрола, него е регулација. Гледам дека новинарите нон-стоп се борат на само регулација. Ја во тоа не верам. Само регулација како автоцензура иста приказна, што не може и... Ма видете, еве сега убаво ме потсети, конкретно со Кочани. Вие знаете ли колку само цензура имаше во Кочани во сите медиуми? Затоа што новинарите и ние уредниците се плашевме да објавиме некоја работа зашто стравувавме дека е лажна вест. Ете, интересен пример. Имаше Еве се случува. Еве, на пример, ќе чуете дека имало уште една жртва. Така? Да. Значи, сега не зборам се криеле. Збориме така првите 24-48 сат. Не се знаеше точната бројка, може некој да почине у болница и слично. И ќе чуете муабет. И сега едноставно викаме, чекај, не објавувам дека не. Не проверам сигурно, да. Ма не, ти можеш да го провериш од две места. Нели новинарското правило е два извора, веќе можеш да објавиш. Меѓутоа ние отидовме у тоа дека не можам на ништо веќе да верувам, па дури не на изворите. Додека не е официјално, не објавувам. И тука имаше само цензура. И мислам дека не само кај мене, не само у Алфа, него во сите медиуми. Да. Затоа што стравувавме од подметнување на лажна вест на многу осетлива тема. И тоа покажува пак едно ниво дека постои, нели, кај правата новинарска фила во Република Македонија и еден однос, едни правила на несување, честа на крајот на криштата. Ама тоа на Facebook како можете? Никако. На Facebook ќе отворам лажен профил, ќе крстам друго име со лажен мејл, ќе објавам дека имало 300 жртви, дека Чашуле и Бичиклиски седели, лажеле, ќе исечам парче од овде, ќе го залепам со некој како плача. Толку да. И толку. Значи реков, битката ние новинарите ја водиме со тоа што проверуваме. Се обидуваме колку што можеме да провериме. Власта може да го искористи ова и треба да биде транспарентна. Значи што повеќе е отворена со народот, толку помалку може да поминуваат овие лажни вести. Постои ли можност луѓето од деснав од новинарски и власта, условно кажано, па дури и опозицијата да делуваат можеби во иднина и едукативно на луѓето, на јавноста во тоа да препознаваат лажни вести? Говорам за како треба да ја препознаеш лажната вест, Да, може. кој ќе биде, како ќе помогне. Да, тоа може. Што кампања една, нели, да знаеме. Да, ма многу треба да се внимава тука. Ќе ти го спомнам пак примерот со проверка на факти. Да. Тоа е добра идеја, која добро трна, ама на крај заврши со цензура. Да. Значи, ме разбираш, се Токму фрлија така, многу така. пари. Така што, од почетокот, од вистинско ловење на лажни вести, се претвори во алатка за замолчување на неистомисленици. Така, ние имавме случаи каде што... Тенка линијата помеѓу овие две работи. Многу тенка. Тука зборам, опасноста е како тоа да се направи. Да, и како да се одигра. Како да се одигра? Затоа што секоја власт, секоја, секогаш ќе биде во искушение да го контролира наративот, да биде во неизина. Секоја политичка партија ќе сака тоа да го За тоа е власт, нели? Ама еве и опозицијата, Да владее. и она сака да го контролира наративот. Каде ќе ја повлечеме ние границата тука, што е само лажна вест и да ја спречиме злоупотреба? Што е полувистина, што е... Ја ти реков, мене повеќе ме плаши играњето со полувистината отколку лажните вести. Лажните вести колку толку по некое време не може вечно да се верува. Еве, жртвите, што ги имаш примери, ќе падне таа лажна вест. Мене ме плаши полувистината. Тоа што мене ми го направи е полувистина. Да. Ја тие зборови ги имам кажано, се однесуваат за друго, но ги имам кажано. Тоа е полувистина, играње со полувистина. Може денеска некој од нашиот разговор да извади парче, да го залепи и пак е тоа. Значи, злоупотребата со полувистината е кај нас опасна во Македонија. Да. И тука мора да се бориме.
Имаме јаки манипулатори од другата страна во секој случај, кој што она што го кажа можеби веќе им е професија во животот, бидејќи го прават повеќе од 30 години. Условно, нели, да пласираат лажни вести, да фаворизираат за некого, да стојат. Сега уште многу поексплицитно. Коле негде тука сме приближно до крајот на ова прво издание, ние можеме да ситираме кој што 2-3 дена да разговараме, но секако во некоја друга прилика ќе продолжиме. Морам да ти се заблагодарам во моје име, во името на целата редакција, што ни ја направи таа чест да бидеш прв гостин во ова. Чест ми е мене што прв подкаст, и тоа сме историја сега, јас ти прва емисија. Желбата наша е интенцијата да пробуваме што повеќе, нели, да се бориме против овие лажни вести. Ве покануваме вас, целата ваша редакција, сите ваши луѓе, приклучете ни се во оваа борба, јас сум убеден дека тоа го правите. И се гледаме во некоја друга прилика повторно каде што ќе разговараме на овие теми. Фала ти многу, Александар, ти реков, не знам, мене чудно ми е атмосфера, не сум гостувал вака, еве, обично на другата страна сум, јас сум тој што ги поставувам прашањата, ќе бидам искрен со тебе, избегавам. Да, што е потешко? Да поставуваш прашање или да одговараш? Поставуваш прашање или одговараш. Едното и другото. Така. Види, полесно е прашањето. Да бидам искрен. Да, ја така се чувствувам денеска, ти кажам искрено. Затоа што вечерва, прашањето, да, може да биде незгодно, непријатно, ама го поставуваш и сепак товарот е на тој што треба да одговори. Ама па ја себе гледаш мојата емисија, прашањата и одговорите сам ги давам. Го кажувам моето мислење и стојам за тоа. Значи, тоа е одлично. Разликата меѓу мене е дека си сносам одговорност за тоа. Јас знам дека е контроверзно некој, јас знам дека многу нема да се согласат со тоа. Многу нема да се согласат со ова ја и ти што збориме вечеров. И тоа е нормално да не се согласат. Ако сите се согласуваат, значи нешто не чини во тоа општество. Да, но имаме став и говориме вистината. Да. Тоа е различни од другите што не би требало да да. Еве јас да се заблагодарам на честа да ти бидам гостин. Ти реков, ретко учествувам, ама се решив зашто мислам дека целта на ова што го правиш е добра. Се надевам и посакувам успех. Па ќе видиме до каде ќе се стигне. Ти благодарам, се гледаме во некаде прилика повторно. Фала ти многу, поздрав. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.